На 20 ноември на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на детето, кој има за цел да го сврти вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои се соочуваат. На истиот датум 1959 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето и на овој датум ја усвои Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права, кои произлегуваат од оваа конвенција, без оглед на тоа кои се, каде живеат, што им работат родителите, дали се сиромашни или богати, на кој јазик зборуваат, на која религија припаѓаат, на која култура припаѓаат, дали имаат некоја попреченост или инвалидитет. Околу 63% од децата слушнале за Конвенцијата на правата на децата во училиште, од интернет, од дома, од телевизија или од невладини организации, додека над 90% мислат дека и возрастните треба повеќе да се едуцираат и да знаат за правата на децата. Ова беше истакнато на презентацијата на детскиот алтернативен извештај за состојбата на правата со децата во нашата земја, во организација на првата детска амбасада Меѓаши. На извештајот подготвен од 13 деца на возраст од 12 до 17 години, се изработувани неколку теми: запознавање со правата на детето, насилство врз децата, дискриминација, слободно време, деца на улица и животна средина. Токму на оваа тема разговараме со Васка Бојаджи, дел од првата детска амбасада Меѓаши. Да. Минатата недела на 20 ноември го одбележавме Светскиот ден на детето, значи станува збор за еден интернационален ден кој што се прославува насекаде во светот. И всушност на овој датум пред 31 година беше усвоена Конвенцијата за правата на детето од Организацијата на Обединетите нации и поради тоа и се одбележува токму овој ден со различни активности кои имаат за цел да ги потикнат дискусиите во јавноста за детските права. Токму од овие причини ние го избравме 20 ноември за одржување на една пресконференција по повод споделување со јавноста и презентирање на алтернативниот извештај за состојбата со правата на децата. Еве го имаме и овдека, од перспектива на децата. Значи, станува збор за еден извештај изработен само од страна на деца, значи од еден тим од 13 деца од повеќе градови низ Македонија, кој што дава еден детален увид во голем број на проблеми со кои што децата се соочуваат во Македонија. Инаку во овој извештај не е само дело на тие 13 деца кои што го напиша, истиот е базиран врз основа на истражување со повеќе од 1000 деца од цела држава, кое што го направивме во текот на летниот период. И станува збор за еден долготраен процес, значи на подготовка на извештајот кој што траеше од мај па се до сега и продолжува во наредниот период во насока на понатамошна промоција на извештајот. Инаку овој извештај е пред се направен со цел да се информира Комитетот за правата на детето за тоа каква е состојбата со правата на децата во Македонија. Комитетот е едно експертско тело на Организацијата на Обединетите нации, кој што го мониторира, значи го следи спроведувањето на Конвенцијата за правата на детето во секоја од државите членки кои што ја потпишале конвенцијата, помеѓу кои што и Македонија. И во моментот комитетот разгледува како конвенцијата се спроведува и кај нас. И во таа насока на комитетот му е од големо значење мислењето на децата и нивната перцепција за состојбата со правата на децата во Македонија. Така да овој извештај е веќе поднесен до комитетот и би требало во февруари децата и да го презентираат директно пред членовите на комитетот. Колку децата во нашата земја си ги знаат своите права и колку родителите знаат дека децата нивни имаат одредени права? Да, според резултатите од истражувањето кои што се вклучени во извештајот, над 60% од децата имаат слушнато за Конвенцијата за правата на детето, но разочарувачки е што само многу мал дел, значи нешто на 2%, ја имаат прочитано Конвенцијата.
Децата до некаде се информирани за некои нивни права, но помалку за други права и сметаат дека и тие, значи и самите деца, но и родителите и другите возрастни треба многу повеќе да се едуцираат и да се информираат за детските права. Така да тоа согледувањето над 90% од децата сметаат дека е потребна поголема едукација. Што точно покажа овој извештај? Нели правевте истражување заедно со децата? Кои се главните поенти од овој извештај? Како што напоменав, извештајот покрива голем број на области, од тоа колку децата се запознаени со нивните права, до различните форми на насилство врз децата и дискриминација, до начините на кои што истите го поминуваат своето слободно време и учеството во спортски, културни и други активности, до ситуацијата со децата на улица, состојбите во образованието, како и проблемите поврзани со животната средина. Така да имаме голем број на битни наоди во овој извештај кои што се заснуваат на истражувањето, помеѓу кои што и наводите дека децата во Македонија се соочуваат со голем број на проблеми од животната средина, вклучително и големото загадување на воздухот во зимскиот период, кој што представува проблем за дури 2/3 од децата кои што учествуваа во истражувањето, и тие наведуваат како загадениот воздух влијае на нивното физичко здравје, но исто така и на нивното ментално здравје и добросостојба и ги спречува да излекуваат надвор од своите домови во текот на долгиот зимски период. Понатаму децата констатираат голем број на проблеми од образовниот процес, како што се нискиот квалитет на образованието, значи тие образложуваат како тоа што го учат во училиште најчесто не им е ниту интересно, ниту пак сметаат дека ќе им биде корисно понатаму во животот. Наведуваат дека за жал се уште се употребуваат некои застарени и неиновативни форми на одржување на наставата. Понатаму ја потенцираат потребата од поголем број на училишни активности преку кои што ќе им се овозможи дополнително учење согласно нивните интереси и го нагласуваат ниското ниво на хигиената во училиштата, што е една ситуација која што се провлекува со години наназад. И при тоа укажуваат на тоа дека децата не е потребно само да се стекнуваат со фактографски знаења, туку дека преку образовниот процес треба да се стекнат и со други познавања кои што ќе им помогнат понатаму во животот, во односите со другите луѓе, ќе им помогнат повеќе да научат за меѓусебно разбирање, за емпатија и така натаму. И многу интересно е што во извештајот цело време се потенцира една многу битна тема која што е толку занемарена кај нас, тоа е потребата за поголема грижа за менталното здравје на децата. Значи, децата кажуваат дека најчесто тие се упатуваат кај психолог, педагог или други членови на стручните служби во училиштата, само доколку направиле некој проблем и при тоа потенцираат дека таа не е улогата на овие служби, него нивната улога е да им помогнат на децата во решавањето на нивните секојдневни проблеми и да ги сослушаат и да им понудат едноставно решение. Децата исто така нагласуваат дека има групи на деца кои што се особено ранливи и на кои што државата не им посветува доволно внимание и не води доволно грижа за нив, како што се децата на улица кои што немаат ниту родителска грижа соодветна, а ниту пак грижа од страна на државата и те се исклучени целосно од образовниот процес за жал. Инаку исто така го распознаваат фактот дека пандемијата не доведе до голем број на дополнителни предизвици и ризици кои што резултираа за жал со исклучување од образовниот процес на многу различни групи на деца кои што немаат доволно услови во домот и доволно технички средства за да можат соодветно да следат наставата. Децата потенцираат дека тоа не е во ред и дека неопходно е да се преземе нешто повеќе и во таа насока. Има и многу други области, многу други интересни согледувања, како нагласувањето на важноста на слободното време, соодветните можности за користење на слободното време, создавањето на подеднакви можности за учество во спортски културни активности и во помалите градови и во руралните населби, така да мислам дека
станува збор за еден текст, значи за една публикација која што е неопходно да прочитаме сите ние, и деца, и возрастни, значи сите ние кои што се грижиме за детските права и за добросостојбата на децата во Македонија. Така дали институциите имаат слух за ваквите проблеми? За некои проблеми повеќе, но за најголем дел од проблемите немаат доволно слух за нивно решавање. За жал, нема доволно слух ниту за гласот на децата. Значи, институциите недоволно го бараат мислењето на самите деца за проблемите со кои што тие се соочуваат, а всушност децата се тие кои што можат да им дадат најдобра перспектива, заради тоа што тие се експерти во својот собствен живот и решавањето на секое прашање треба да почне токму од таму, од прашување на децата и нивно сослушување за проблемите. Наша перцепција е дека во државата едноставно нема доволно структуриран и координиран пристап за заштита и унапредување на правата на децата и дека тоа за жал не е високо на политичката агенда во државата. Така да имаш многу што треба да се направи, вклучително и подобрување на стратешкиот пристап, вклучително и зајакнување на финансиските и човечките капацитети во институциите, зголемување на нивниот интерес во областа и заедничко делување. Кој треба да преземе иницијатива и конечно да се размислува за проблемите на децата и да се тргне кон нивно решавање? Сите ние треба да преземеме заедничка иницијатива, затоа што и децата и возрастните имаат своја собствена битна улога во овој процес, значи од граѓанските организации како што е Мегеши, кој што речиси, значи веќе 28 години се застапува за унапредување на правата на децата, до вас медиумите и новинарите кои што го зголемуваат интересот во јавноста за овие теми и се разбира главната и најзначајна одговорност е на институциите во нашиот државен систем, кои што треба да се грижат секојдневно за заштита и унапредување на правата на децата. Така да сите релевантни институции во системот на заштита на децата и на централно ниво, но исто така и на локално ниво, бидејќи на локално ниво институциите се тие кои што имаат директен допир со различните групи на деца и родители и тие најдобро можат да ги знаат локалните потреби и соодветно да креираат политики со кои што ќе се адресираат проблемите и на локално ниво. Но, како што кажав, е неопходен еден координиран пристап на сите ниво на власт и вклученост на сите останати чинители во општеството со цел да се постигне една цел која што е тешка и за која што сите треба да бидеме посветени континуирано и напорно да работиме заедно. Така, што порачуваат децата во извештајот и како се чувствуваат тие во улога на истражувачи, дали покажа интерес, дали им беше интересно целиот овој процес на изработка на извештајот? Веројатно за тоа многу повеќе може да знаат и од самите деца и се надевам дека во наредниот период ќе имате прилика и нив да ги запознаете и директно да добиете информации. Но нашиот впечаток е дека и тие, но и ние многу живавме во овој цел процес, бидејќи тие се многу свесни за значењето на ова истражување. Во Македонија отсуствуваат во целост податоци кои што се однесуваат на децата и ова е едно од ретките истражувања кои што обезбедува увид во еден таков широк спектар на области. Ние цело време работевме врз основа на принципот на детско учество, значи децата беа вклучени уште од почетната фаза кога ние го креиравме, го дизајниравме истражувањето, ги формулиравме прашањата, се договаравме со децата кои области треба да бидат покриени, кои области се помалку приоритетни, каков треба да биде дизајнот на прашалникот. Значи децата учествуваа буквално во секоја фаза од подготовката и спроведувањето на истражувањето и ова извештај. Значи од дизајнирањето до пилотирањето, собирањето на податоци, нивната обработка, пишувањето на извештајот е комплетно нивно дело.
Нашата улога беше повеќе менторска и насочувачка, но станува збор за еден процес на кој што децата беа во целост носители и токму од оваа причина сме многу горди на тоа што тие го направија. Така, и сега кажи ми, кое е твоето искуство во Меѓаши, толку што знам долго време си тамо. Да, токму така. Всушност, Меѓаш има посебно место во моето срце и во мојот целокупен кариерен развој. Јас во Меѓаши бев активно уште како дете, значи на 16 години се вклучив во активностите на Меѓаши и всушност пред околу 11 години јас бев од другата страна на овој процес. Всушност јас бев во групата на деца кои што во 2010-та, значи ние подготвивме еден таков извештај, алтернативен извештај за состојбата со правата на децата, кој што потоцно и го презентиравме пред комитетот и заради тоа ова целокупно искуство и вклученост, моето вклучување во овој процес ми е посебно значајно за мене, посебно драго, бидејќи уште тогаш, значи пред 10 години кога ние го презентиравме извештајот, јас си го замислував овој момент и едноставно фаќам белешки за сите мои видувања, сите мои впечатоци од процесот низ кој што ние поминавме, се со цел да дојде овој ден денеска во кој што значи ќе можам да им го пренесам непосредно знаењето и искуството на оваа група на деца, бидејќи станува збор, значи изоставањето пред комитетот од страна на децата е исклучително ретко. И нема многу други луѓе кои што можат да го споделат ова искуство со вас. И се случува исто така ретко, значи после цела деценија, така да многу ми е драго што преку своето лично искуство можам да им помогнам на децата, затоа што знам колку ни беше нас, колку ние баравме информации, кога го подготвувавме извештајот, едноставно немаше од каде да ги добиеме, бидејќи тогаш ние бевме првите деца во Македонија кои што го подготвија таков извештај, се разбира благодарение на Меѓаши и на нивните визионерски погледи и препознаеност од нивна страна на значењето на овој процес кој е многу редок и бара многу голема посветеност и знаење и искуство, тоа е нешто кој што детската амбасада дефинитивно го поседува. Така, дали можеш да направиш една споредба како беше пред 10 години и како е сега во однос на напредокот, нели на она што го работите и детските права? Да, баш пред некое време напишав и еден текст на оваа тема, обидувајќи се да се осврнам на проблемите за кои што ние тогаш зборувавме и проблемите кои што се актуелни сега. За жал можам да заклучам дека голем број од проблемите се провлекуваат. Значи ние пред 10 години зборувавме за истите теми, за присуството на насилство, за постигнато на дискриминација, за недоволната запознаеност на децата со нивните права, за нискиот квалитет на образованието според нашата перцепција. И всушност после 10 години голем број од овие теми повторно се повторуваат и покрај има некаков напредок, но за жал тој напредок е толку многу мал што се засенува од сите проблеми кои што се провлекуваат со години. И покрај некои од постоечките проблеми тогаш и сега, значи сега деца се среќаваат со голем број на други проблеми. Пример, пред 10 години воопшто не се зборуваше за квалитетот на животната средина. Станува збор од една страна за нови проблеми, но од друга страна и за повисока свест помеѓу децата за значењето на некои аспекти, како например на менталното здравје. Значи пред 10 години немаше толку многу голема свест за значењето на менталното здравје или пак можеби за значењето на слободното време во развојот на децата. И сега во овој нов извештај децата навлекуваат и потенцираат некои нови теми кои што тогаш воопшто не биле предмет на дискусија. Ние во тоа време пристапивме со еден голем ентузијазам. Комитетот всушност зема предвид голем број од нашите препораки во подготовката на препораките до државата, но за жал, значи 10 години подоцна ние сваќаме дека државата спровела многу мал дел од тие препораки. Значи, тие препораки требало да ја водат државата во незините напори за напредување на правата на децата
тоа не е случај. Се надевам дека и ние, но и државните институции имаат научено многу лекции од овој процес и дека ќе имаат еден многу посериозен пристап во постапувањето по препораките на комитетот во периодот кој што следува понатаму, бидејќи едноставно нема друг начин ако не ги зајакнеме нашите заложби, а и од друга страна и нашата улога како граѓанска организација да вршиме притисок врз државата да ги следи тие препораки. Така да се надевам дека за разлика од претходниот период, во наредниот период ќе се обрне повеќе внимание на тоа што ние го кажуваме, на тоа што комитетот го кажува и на тоа што децата го кажуваат. Ти благодарам многу на разговорот. Фала ви и на вас за се.